Германскиот инвеститор Маркарт во индустријската зона Карастлари следната година има план да го зголеми бројот на работни места. Информацијата на свечената седница по повод 9 ноември ја потврди председателот на управниот одбор на компанијата. Според него, веќе идната година е планирано фабриката во Велес да отвори дополнителни 200 работни места. Уверени сме дека направивме добар избор кога одлучивме да инвестираме во Велес. Во мощна краток период и без бирократски процедури успеавме да ја изградиме фабриката и да ги ставиме во функција нашите погони. До овој момент во Маркарт се отворени околу 300 работни места. Во следната година имаме намера да вработиме уште 200 луѓе во Маркарт. Со тоа, првично предвидениот план за 500 работни места ќе се реализира побрзо од планираното. Во Велес наскоро се очекува да започне со работа и поранешна порцеланка, која како браунфилд инвестиција ја отвори индустријската групација BRG. Договорот за истата е потпишан годинава од страна на представниците на компанијата и министерот Джерин Наумов, кому општина Велес му додели спомен плакета за заложбите во економскиот развој на градот. Германски инвеститор влегува и во поранешна свилара во Велес. Според градоначалникот Шадиев, презентацијата на условите за инвестирање во Велес и индустријските зони пред домашните и странски компании вродила со успех. Нашиот поглед во иднината се покажа исправен. Отварање нови работни места, привлекување инвестиции, меѓутоа ние не правиме разлика помеѓу домашните и странските инвеститори. Секој инвеститор е добре дојден во нашиот град. И да напоменам дека Велес е едина општина која има собствена индустријска зона. Направена со собствени пари, проектирана од собствени архитекти, градежни инженери и изведена, така да сум горд на ова постигнување кое после затварањето на топилницата го чувствувам како најголем дострел на мојот 4-годишен мандат. Текстилната компанија СТС Текстил, која ќе инвестира во поранешна свилара, првично е предвидено да вработи 50 лица, а во иднина да го зголемува бројот на вработени.